Сценскиот перформанс во кој беше отворена конвенцијата на ВМРО-ДПМН представува традиционален приод на оваа, па и на секоја друга партија, која се обидува да гради култ од личноста на својот лидер. На почетокот од овој спектакуларен настан денеска ја слушнавте песната Hero. На Македонија и треба херој. Но ако некој помислил дека јас се само прогласи за херој, тогаш греши. Но хероизмот не е тоа што е антологиско, туку сознанието кое е предизвик за сеизмиката на цврстата идеолошка, демохристијанска и конзервативна традиција која долго се негува. Веројатно ненамерно, но емотивноста на носечката песна беше преточувана низ лирски поетски ноти, кои доминираа како интерпретација на ова инаку химна на маргинализирана група во општеството, чии најжестоки противници беа принудени да ја ракопрескаат. Тоа се гледа во стисокот на вашата рака, во отворените очи кога се поздравувате од воздишките од преградката која кажува дека сега дојде денот, отчука часот и време за дејствување. Од друга страна, ваквиот пресврт со задоволство е дочекан од спротивниот табор, кој со честни исклучоци целосно стои зад потребата од нивна потполна интеграција во општеството, со тврдење дека признанието за состојбата ќе помогне за остварување на уште едно од ветувањата за живот за сите. Немаме никакви предрасуди, no more secret, нема тајни, се знае во држава. И не само тоа, туку исплашени дека може да им чепнат од загарантираниот квантум гласови кој очигледно не е занемрлив. Тие се нудат да се стават на секаква позиција, да бидат во положба која најмногу ќе им одговара на тие што тоа го бараат. Не шпицен, реков и лево и десно крило. Какво крило сака такво, сака шпиц. Што сака тоа ги играм. Немам проблеми никакви. Може би затоа и веќе почнуваат да се појавуваат проблеми со утврдувањето на родот. Тој тешко ќе биде одредуван кога ќе треба да се декларираат деловите на композицијата и особено кога тоа ќе треба да се стори со локомотивата. Во друг воз пак недостасуваат две подвижни прозорци во управувачницата и по две подвижни прозорци во гарнитурата. И на крајот, кога се поставува прашањето, кој се треба да се задоволи? Да седнам на златен рудник во Куманово, значи веројатно до сега тоа ќе го направим, но за жал не седам на златен рудник, туку седам на едно буре кое што е избушено од сите страни и треба да го крпиме. Крпењето, турањето шпицен чиви и ставањето херојски тапи веќе не минува. Дури да е вистинско во такви услови, кога тече од сите страни, ќе оксидира и ќе потене. Затоа полирањето не врши работа, туку само длабок коп и добро дупчење со кое конечно ќе се погоди златната жичка.